Пред неколку месеци на слична седница поставив едно прашање, но после изгледа ќе треба да го надополнам, проширам и повторам. Се однесува на исламската верска заедница, односно на поглаварот Сулейман Реджепи и начинот како овој човек ја води оваа институција, и сакам да прашам дали тој човек е заштитена мечка и дали тој е над законите на оваа земја и може да прави што сака. Ова секако се однесува и за МПЦ и останатите верски заедници. Но ја ќе се задржам до ИВЗ во моето прашање. Ако сите сме исти, а за тоа се залагаме пред законите, тогаш мислам дека не може да има недопирливи луѓе. Овој човек, Сулейман Реджепи, со промена на секоја власт, откако е активен во оваа институција, а бога ми тоа е долго време, од пред 80-тите години, значи од времето на бивша Југославија, успева да обстојува и покрај стотиците и илјадници скандали кои го следат додека он е начело на оваа институција. Се умилкува на сите и покривајќи се за завесата на верски водач, прави се, само не тоа што треба да го прави и тоа што е согласно тоа што го преповеда верата. Зборувам во името на нашите граѓани од исламска вероисповест, значи од поголемиот дел од нив, кои стварно се загрижени зашто овој човек е недопирлив, а работи незаконски. Ако режим за сите во државата речиси 10 години беше Груевски и Мијалков, за муслиманите во Македонија режим и криминалец Сулейман Реджепи. Да се подсетиме дека пред известно време, односно пред неколку години, тој дури до таму отиде, па повика Аллах да го благослови токму Груевски, кој беше начело на владата. Сакам да подсетам дека тој се врати начело на исламската верска заедница, ако не грешам 2007-2008 година, и тоа на начин насилен, со калашникови, со закани, и тогаш успеа да го смени уставот на исламската верска заедница, и тогаш се постави за доживотен председател на исламската верска заедница. Од тогаш па навака, институцијата им е претворена во свој пашалук, кај што си ги вдоми неговите најблиски, фамилијата и своите послушници. А во таа институција нема место за тие што навистина ја сакат институцијата и мислат поинаку. Кога зборувам дека најголемиот дел од муслиманите во земјава, односно за најголемиот дел од муслиманите во земјава, тој важи за нечесен и криминалец, мислам на начинот на кој тој раководи со исламската верска заедница. Замислете, ги злоупотребува речи секоја година визите за аџиите. Сето ова беше нотирано и во еден од извештаите на американскиот Стейт Департмент и беше укажано на кој начин ги злоупотребува. Визите се издаваат за одреден број верници во Македонија и секако Саудитска Арабија тие визи ги дава бесплатно. Но најтрагично е што овој човек со години тие визи им ги наплаќа на верниците. Цената за овие визи, ако не се лажам, за една е околу 500 евра. А секоја година приближно 2000 аџи од Македонија патуваат на аџилак во Саудитска Арабија.